Како што гледате на екранот, темата на мојата проповед е спасоносна вера. Значи, ние сите сме слушале многу пати, но ова е повторување. Повторувањето е мајка на знаењето, рекле старите мудреци. Најважно прашање во животот, како да се спасам? Дали сум ја лично спасен? Можно ли е да промашам целта? Има многу теории за спасението по црквите, за жал, и мнозина се збунети, зашто не знаат која е спасоносната вера. Овде не мислам на припадност на некоја црква или деноминација. Најбитно е јас да знам дека сум спасен. Ако пак знам дека сум спасен и каков е патот на спасението, можам да го поучам и му одближен, ама не со гордост и со воображеност, туку со скромност, со понизност и со љубов. Кои се елементите на спасоносна вера? Во Римјаните 10.9 вели: ако признаваш со својата уста дека Исус е Господ и веруваш во своето срце дека Бог го подигна од мртвите, ќе бидеш спасен. Значи, овде се спомнува Господ Исус и се спомнува глаголот веруваш. И се спомнува и своето срце. Наша цел е да ги спасиме своите души. Овде се собираме и за тоа, а не за да не мине времето. Наш водич е Библијата. Таа нема да не излаже ако ја проучуваме. И нема да донесеме погрешна одлука. Има само едно божествено решение на проблемот на греот на човекот. Апостол Петар во дела апостолски рече: бидејќи нема друго име дадено под небото на луѓето преку кое би можел да се спасиме. Значи, едно е името. А самиот Господ Исус рече: јас сум патот, вистината и животот. Никој не може да дојде кај таткото освен преку мене. И пак апостол Павле во 1 Тимотеја вели: вистините зборот и достоен за секое примање, дека Исус Христос дојде на светот да ги спаси грешниците, од кои сум јас првиот. Значи, патот е еден, тоа е Исус Христос е патот. Но начинот или средството со кое се прифаќа овој пат може да се прими. Единствениот пат тоа е преку вера. Ова е библиско и Божјо решение на проблемот с гревот на човекот. Може да го цитираме познатиот стих од Јован Евангелието: зашто Бог толку го засака светот, што го даде својот единороден син. Тоа е патот. Да секој што верува, тоа е средството, да не погине, но да има живот вечен. Зашто јас не се срамам од Евангелието Христово, бидејќи е Божја сила за спасение на секој што верува, рече апостолот во Римјаните 1.16. И пак на друго место вели: бидејќи сте спасени преку благодат, преку верата. Тоа не е од вас, тоа е дар Божи. Не е од дела, за никој да не се пофали. Значи, заклучиме, патот е Исус Христос, средството е верата. А што е должноста на грешниците? Должноста е да се покајат за својот грев. Но покајанието и верата секогаш одат заедно. Тие во сушност и не може да се одделат. Денеска нема да говориме за покајанието, туку за верата и какви својства она треба да има. Но тука во нашиот живот е присутен и ѓаволот или сатаната. Тој прво не сака тој во суштина не сака грешникот да се спаси. Тој е непријател на човекот. Тој врши троен напад. Прво тој сака да ги увери луѓето дека не им треба спасение. Им шепоти: па ти не си толку грешен, ти имаш заслуги, добри дела, другите се грешни. Или пак го деградира ликот и делото на Господ Исус Христос. Значи, постои еден мрак, едно незнаење за тоа кој е Господ Исус Христос. Едни велат: тој е само човек. Други велат: тој е пророк.
Божи пророк, ама сепак човек. Трети велат отишол во Индија, се оженил со Марија Магдалена, имал деца. Четврти велат нема суд Божи, нема пекол, има реинкарнација после смртта. Пети велат не постои бесмртна душа. Тоа е, вика, старогрчката филозофија, платонската филозофија. Бог не е толку суров, шестите да речеме велат, не е суров да те фрли во пеклот, вечно да се мачиш. Бог е љубов. Ако луѓето не се свесни за своите греови, тие нема да прашаат за патот на спасението. Штом луѓето не се свесни за страшната опасност во која се наоѓаат, тие нема да се интересираат за спасение. Самиот Господ Исус рече, на здравите не им треба лекар, туку на болните. Се додека луѓето мислат дека се здрави, тие нема да дојдат кај единствениот лекар, што Бог го приготвил и подарил, а тој е Господ Исус Христос. Но сепак човекот има вградена совест и таа потајно работи, му шепоти на човекот дека е грешен, дека има потреба спасение. Така да човекот може во животот да се еден ден свести, но може би не го знае патот. Не го познае вистинскиот Исус Христос. Ете, збунете од таквите тврдења дека е тој само човек, дека е пророк, а има многу пророци. Кого да го слушаме? Во една прилика Симо Ралевич, проповедникот, рече, ако желите да се информирате о Исусу Христу, немојте у новинама. Значи, гледај изворот што го објаснува Исус Христос. Што можеме во весници да прочитаме? Секакви глупости. Сакаш ли да стане славен? Напиши некоја лага за Господ Исус Христос, сите светски весници ќе ја објават. Не мора да си теолог. Сепак, ако луѓето се загрижа за својот греф и за својата состојба и се обавеста дека Господ Исус Христос е единствениот пат, единствено решение, сепак проблемот не е решен се уште. Сотоната фрла димна бомба во врска со средството за спасение верата. Таму каде Евангелието се проповеда исправно, Сотоната нема многу шанси со првите две точки, за грешноста и за патот. Таму каде се проповеда исправно за законот, 10 Божи заповеди, кои човекот нити ги одржал, нити може да ги одржи, за Евангелието на Господ Исус Христос, дека тој е Богочовек со божествена и човечка природа во исто време. За крстот и делото на Господ Исус Христос на Него, за Неговата смрт на крстот, воскресение и вознесение на небото. Дека Исус Христос е безгрешен, Неговата жртва вреди бесконечно. Срцето на грешникот е како една нива, еден проповедник го спореди со нива, која треба да се ора, длабокоорање, за да може да се посее добро семе. Со што да се изора срцето на човекот? Со законот, 10 заповеди. Кога човекот ќе свати дека не ги одржал и не може да ги одржи, тогаш треба се посее семето на Евангелието. Денес многу христијански трактати почнуваат со изразот Бог е љубов. Тој тебе те сака. Тој има прекрасен план за тебе. Меѓутоа, луѓето најчесто се незаинтересирани за вакво обраќање и дури може да коментираат кој си вери ти да ми зборуваш за Господ. Но вистинските евангелизатори и трактати треба да го убедат човекот дека ги прекршил сите 10 Божи заповеди и дека е крив пред Бога и дека му прети страшна опасност. Сотоната замаглува за средството, вика, приклучи се на црква, како да е тоа доволно. Прави ги обредите, што се пропишани таму, пости, причестувај се редовно, крсти се, учествува на богослужбите, оди на ходочаснички патувања,
празнува празници, почитува светци и така натаму. Значи, сатаната ја замаглува природата на средството, верата. Ние ќе ги проучуваме елементите на спасоносната вера. Никој не може да биде спасен без вера во Исус Христос. На крајот на Евангелието по Марко вели, кој не верува ќе се осуди. И на друго место вели, кој не верува веќе е осуден, зашто не поверува во единородениот Син Божи. Првото својство на спасоносната вера е дека во спасоносната вера грешникот не му денесува ништо на Христос. Ова е голема соблазна. Човек живее во грев со децении, несвесен за опасноста во која се наоѓа, и кога свати дека во Христа Бог се им опростува на луѓето што веруваат, му се чини премногу лесно и едноставно. Па како е тоа можно? Сепак тоа е Божја волја и Божја тајна. Тогаш грешникот си замислува дека треба тој нешто да му донесе на Господ за да постигне спасение. Покаяние, жалење за гревовите, одлука дека ќе го следи, ќе живее според неговата волја. Точно е дека секој грешник кој доаѓа кај Христос жали за гревовите, се кае, одлучува да го следи. Тоа ја придружува неговата вера. Тоа се очекува од него. Но во што е проблемот? Во спасението грешникот нема негови лични заслуги, со кои би се пофали. Тоа не е суштината на верата. Тие работи што ги спомнавме се всушност родови, последици на верата. Има една пословица, вика, напред оди коњот, а позади оди колата. Значи, што е примарно, што е секундарно, а не е обратно. Спасението е совршено изработено од самиот Господ Исус Христос и не може ништо да му се додаде. Еве некои цитати кои покажуваат, баш ова го покажуваат и докажуваат. Во Јован, Евангелието по Јован вели, а тие што го примија, се мисли на Христос, ним им даде власт да станат синови Божи, на оние што веруваат во Него. Јован 1:12. Значи, они го примија, ништо не му дадоа. За да примиш, треба само да подадеш рака. Друг цитат, исто така од Јован 6 глава. Кој го јаде телото моје, пие крвта моја, има живот вечен. Тука примањето на Господ е прикажано како јадење. Има ли човек заслуга кога јади? Тоа е негова потреба. Или со самото јадење, дали он му додава нешто на лебот на животот? Може ли да го направи подостојно, повредно, ако јади, ствари ја задоволува својата глад? Или на друго место, Јован 7 глава, 37 стих. Кој е жеден, нека дојди кај мене да пие. Тоа го рече Господ Исус Христос. Пијалокот е готов и сервиран. Послужи се. Значи, тоа е како да јадеш и пиеш. Не донесуваш ништо. Само благодариш на оној што ти го тоа заслужил и подарил. Има уште споредби, многу интересни, кои даваат една слика за спасението. Тие се старозаветни. Например, има еден старозаветен настан кога евреите под водството на Мојсие одеа во пустињата и му сгрешија на Бога, беа незадоволни и почнаа да мрмлат. Бог испрати змии отровници да ги касаат. И кој беше каснат од змиите, веднаш умираше. Тоаш почнаа да се жалат на Мојсие, да му велат, побара решение Мојсие, обрати се на Бог. И Мојсие побара помош од Бог. Тогаш Бог му даде упатство да направи бакарна змија, да ја постави на еден висок стап и да ја издигне, да секој што ќе биде каснат, да погледне во змијата и нема да умре. Ќе го спаси својот живот. Само требало да фрли еден поглед, ништо друго. Тука нема заслуга пред Господ Бог. Тој ти дава готова милост и простување. И за оваа случка и самиот Господ Исус Христос во Евангелието
јавно кога проповедаше пред сонародниците, евреите, им рече: како што Мојсија подигна змијата во пустињата, така и Синот човечки треба да се подигне, да секој кој го верува да не погине, туку да има живот вечен. Каков дар? Вечен живот за бадијала, што вика за џабе. Верата всушност е поглед на Христа. Во Стариот Завет, ако човек случајно без намера убил некој свој ближен, дури таму има опис, например, некој сечи дрва во шумата, секирата испадне од рачката, па го удри неговиот другар и тој го убие. Се знаеше во Стариот Завет дека кој убие човек треба да биде и самиот убиен. И Господ најде некој, даде наредба во своето писмо, дека тој човек може да се спаси ако побегне во некои градови, наречени градови за солништа. Тие неколку градови беа правилно распоредени низ израелската земја и тој требаше убиецот да трча таму да се склони од тие градови. И се додека беше во тие градови, не беше приступачно од осветникот да го убие. Тој беше таму безбеден. Но имаше еден услов. Тој требаше да остане додека е жив во тој град. Не смееше да излези. Ако излезе од градот, тој можеше да биде пресретат од неговиот осветник и да биде убиен. Нели е тоа интересна слика за спасението? Ако вистински поверуваш во Господ Исус Христос, нема пишма, нема назад. Тој што се погледнува назад, сака да се врати, тој е сомнителен. Во Евреите 6:18 точно за ова прибежиште се зборува во еден стих. Вака вели: ние кои прибегнавме за да се фатиме за надежта. Пребегнавме, значи Христос е нашето прибежиште. На ваков начин Бог може да не ослободи од самоправедност и да не дојде до вистинска вера. Но еве, ѓаволот не е мирен, тој постојано го лажи човекот, тој убедува дека сепак нешто треба да донесиме на Христа. Израелскиот народ во времето на Господ Исус Христос падна во оваа замка. И затоа Павле во Римјаните вака вели: браќа, желбата на моето срце и молитва е кон Бог Израел да се спаси, бидејќи им сведочам дека имаат ревност за Бога, но не според разумот, зашто не разбирајќи ја Божјата правда, гледаат да утврдат својата правда. Тие не се покорија на Божјата правда. Зашто Христос е свршеток на законот. Кој што го верува, тој е оправдан. Значи, апостол Павле објаснува дека неговиот народ, евреите, паднале во оваа замка, сакале со своите дела да се оправдаат. И затоа и него примија Господ Исус Христос. Тие биле свесни дека им треба Божја правда, но сакале да изработат сами. Него сватиле Христос како единствена Божја правда. И самиот апостол Павле пред своето обраќање падна во оваа замка и затоа ја прогонуваше црквата. Меѓутоа, кога се обрати, тој сведочи обратно. Во Филипјаните говори за ова: тоа што ми беше добивка, тоа го сметам за штета во Христа. Бидејќи се сметам дека е штета во споредба со преважното спознание на Исус Христос, мојот Господ, заради кого се остави и сметам дека е отпад, само Христа да го добијам. Може да се спомне и случајот на затворскиот управник во Филипи, кој ги затвори Павле и Сила, но Господ прати земјотрес и оковите ним ни спаднаа, а тогаш затворскиот управник стана наједнаш свесен дека има Бог, дека е одговорен и отрча пред апостолите и падна на колена да ги моли и вика: а што треба да направам за да се спасам?
а тие му рекоа, верувај во Господ Исус Христос, ќе се спасеш ти и целиот твој дом. Што можеше овој човек да направи? Имаше ли он време да се приклучи на некоја црква, да обави некој обред, да изврши некој закон, да направи некој добро дело? Имаше ли време тој за тоа? Па не му претеше смртна казна, ако властите дознаат дека затворниците се побегнати, тој можеше да го загуби животот. Немаше време за такво нешто. Било што да му донесеш на Христа, тоа ќе те осуди. Спасението е готово, изработено во Христа и ти треба да го посегнеш, да го земеш. Зошто не можеме да со дела се спасиме? Па од кој знае колку дела треба се спаси? Ти ако правиш некои добри дела, зарем ќе знаеш кога е готово, кога е доволно? Не знаеш. Може би сакаш да се прославиш, дел на славата Божја да е земиш ти, но Господ Исус вика и на многу места славата јас не ја давам на други. Второ својство на спасоносната вера, во неа грешникот го прима Христос и сета заслуга, се што е сместено во Христа. Сите заслуги, бенефити, наменети за спасение. Треба да го примиме целиот пакет. Не можеш да речиш, па добро, јас нема да бидам како вас, малце си читам понекогаш Библија, пак ќе се рачунам христијанин. Не може така. Во спасоносната вера грешникот го прима спасението во целост. Ангелот и рече на Марија, па ќе родиш син и стави му го името Исус, на еврејски Јехошуа, што значи Бог спасува. Бидејќи тој ќе го спаси својот народ нивните греови. Значи ќе го спаси целосно од сите греови, не само делумно. И самиот Господ рече, ако Синот ве избави, навистина ќе бидете слободни. Исус спасува целосно. А што е вклучено во ова спасение? Прво, целосно опростување на гревовите. Апостол Павле вика, Христос умре за нашите греови според писмото. Уште Исаија ја дава таа можност Бог дека ќе воведи опростување. Ако гревовите ваши бидат како скерлет, ќе станат бели како снег. И на друго место, во 1 Јованова, крвта на Исуса Христа, неговиот син, не очистува од секој грев. А Бог подарува целосна праведност. Кога го примиме Христа, не само што не сме криви пред Бог, туку сме совршено праведни. Бог не прима како никогаш да сме направили ниту еден грев, дури до таму како да сме исполнили неговата волја. Друга придобивка од спасението, од верата, добиваме посинување во Божјата фамилија. Стануваме и ние Божи синови. Добиваме дарот на Светиот Дух. Добиваме ослободување од робството на гревот. Што значи тоа? Дали значи дека нема понекогаш да сгрешиме? Некогаш навистина ќе сгрешиме, но можеме и да не сгрешиме. Значи, ако растеме во верата, се помалку ќе грешиме. Постепено се ослободуваме од робувањето на гревот. На крајот ќе бидеме избавени од присуството на гревот, но не можеме во овој живот, само во вечноста, затоа што и да ние не грешиме, околу нас е полн светот со грев. Се тоа го добиваме кога го примиме Христа според Евангелието. Големината на радоста што имаме заради ова примање на Христа зависи од нашето знаење за Христос. Затоа треба да го проучуваме Евангелието и Библијата. Мнозина се спасени, но не го знаат целото наследство во Христа. Не знаат дека се оправдани и совршени во Христа. Не знаат дека го примиле духот на посинувањето, слободата во молитвата. Значи, ние имаме слобода во молитва да се обратиме на
нашиот небесен татко и да му речеме Ава Оче. Сето ова е наше, иако може би не го знаеме. Во Христа сме комплетни. Колку повеќе знаеме за ова наследство во Христа, толку повеќе растеме во духовна радост. Расте нашата љубов кон Исус Христос. Тоа е многу битно, љубовта кон Исус Христос. Се повеќе ги цениме милостите кои ги примаме. Јакне нашата сигурност на спасението и слободата во молитвата и победата над гревот. Тоа е наше наследство во Христа до крајот на животот. Ние сме или во Христа, или сме сосема надвор од Него. Нема средина. И ако со вера го примеме Христос, го примаме сето она што Бог го сместил во Христа, својот возлюбен Син. Апостол Павле во Ефесијаните велика: благословен е Бог, Таткото на нашиот Господ Исуса Христа, кој не благослови со секој духовен благослов на небесите преку Христос. Значи, Бог не благослови со духовни благослови. Не е чест да не го веруваш тоа. Понекогаш некои верници имат некоја охола, понизност, вика, ако го прашаш дали си спасен, па се надевам, кој знае за тоа, може би. Таквите изјави не му носат слава на Бог. Тоа е подбивање со Бог. Бог е прославен само ако го славиме затоа што не благослови со секој духовен благослов преку Христа, како што вели во Ефесијаните 1:6. А Павле понатаму објаснува целта заради која Бог не благослови со секој духовен благослов. Тој вели: за пофалба на славната своја благодат, со која не облагодатил во љубезниот. Значи, да се фали неговата славна благодат. Дали мисли дека човек верник е на пофалба на славната Божја благодат, ако верува во Евангелието, сепак не е сигурен во своето спасение? Или сака да се спасува со добри дела? Тоа би било срамно. Зарем не знаеме дека се ни е простено? Дали имаме радост на спасението и сигурност? Дали ги имаме духот на посинувањето? Дали имаме слобода во молитвата, која вика Ава Татко? Како ја славиме Божјата благодат? Дали со сомневање и несигурност? Бог вели дека и најголемиот грешник, ако го прими Христа, прима се што се наоѓа во него. Значи, без разлика човек колку е грешен, да не се плашиме да му сведочиме дека може да се спаси. Има една вистинска историја за, како се викаше, еден германски великодостојник во Втората светска војна, што бил крив за смртта на милиони евреи. И евреите го фатија, го уапсија и го донесоа на суд во Израел, го судеа. А еден проповедник сакал да му сведочи за Христа, бидејќи он евреин, мислел дека ќе... Он е сватил својата должност дека треба да му сведочи. Ама во срцето си викал, па како веќе му сведочам на овој толку лош човек, ако го прифати Христа, па ќе се спаси. То не е праведно. Сепак должноста негова ја обавил, го посетувал неколку пати, му сведочил колку што можел подобро, но тој не го примил Христа. Не сакал. Едноставно не сакал. Трето својство на спасоносната вера. Во спасоносната вера грешникот го дава целото свое срце на Христа. Да го дадеш срцето на Христа. Ако верата на човекот грешник е спасоносна, тој ни еден дел од срцето не го задржува за себе. Туку целото срце го предаде на Христа, ова е можеби за некого тешка беседа. Мнозина кои се запознаваат со првото и второто својство на спасоносната вера, може би си мислат дека тие водат во безгрижен живот, а може би водат во грев. Но ова има понатамошно објаснување. Седиштето на спасоносната вера е срцето.
Денеска доста е распространето ефтино верување и проповедање, кои не произведува други благодети. Во такво проповедање седиште на верата не е во срцето, туку во разумот. Апостол Јаков таквата вера ја нарекува ѓаволска. Мнозина ги проповедаат само првите две својства на верата. Па од Евангелието знаеме на многу места дека Господ Исус Христос во својата служба имаше средба со демонски сили. И тие посведочија се точно за Него. Ти си Христос, син на живиот Бог. Зошто си дошол пред време да не мачиш? Значи, големо знаење за Него, што нас би не посрамило. Апостол Павле вели, ако признаваш со својата уста дека Исус е Господ и веруваш во своето срце, дека Бог го подигна од мртвите, ќе се спасиш. Во Римјаните 10 глава. Верата се практикува со срцето. Ако не се проповеда верата како активност на срцето, туку само на разумот, таквата проповед не води во спасителна вера. А што е срце според Библијата? Библијата многу го користи поимот срце, човечко срце. Просто човек да си помисли, па може би срцето не е само орган за пумпање на крвта. Интересно, изгледа дека не е само орган за пумпање. Седиште на нешто е. Има сега еден филм се има снимено за некој германец кој примил срце од некој србин од Косово и одма почнал да се интересира. Но тоа се за нас сега шпекулации. Ние да се држиме до она што Библијата го подразбира по срце. Срце на човекот, спомнато во Библијата, представува личноста на човекот. Она, нашата личност, седиштето на се она што ние сме. Тоа е изворот на нашата личност. Исус вели, од срцето излегуваат разни злобни мисли и намери. И ги набројува. Значи, тие од срцето излегуваат. Соломон вели, а над се чувај го своето срце, бидејќи од него излегува животот. Изреки 4:23. Или Господ на друго место вели, овој народ ме поштува со срцето, со устните, а срцето е далеко од мене. Марко 7 глава. Кога некој нешто работи без мерак, викаме, нему срцето не му е во оваа работа. Тоа значи дека тој не е предаден, посветен на таа работа. Со телото присутен, со срцето или со својата личност одсутен. Во секојдневниот живот многу се спомнува срцето на човекот. Например, во љубовните односи меѓу мажот и жената, во песните се опеани, ти го давам срцето. Ако една девојка се заљуби во некој младич и таа својата љубов ќе изрази, му го дадов своето срце. И обратно, младичот, ако вистински му го даде своето срце, тој ќе ја сака неа до крајот на животот. И таа посветеност на срцето чуда чини во светот. Има случаи на брачни партнери кога едниот му дава бубрек на другиот за да преживее. Или кога се жртвува животот го дава за својот партнер. Но ако во тој однос брачен не го дава срцето, тој брак многу лесно може да се растури. Така срцето кој е извор на сите наши сакања, избори, желби, копнежи, љубови, првенства, го прифаќа целиот Исус Христос. Срцето го опфаќа и разумот, и знаењето, но треба да биде срце со разум, а не само разум без срце. Цитатот велеше, бидејќи со срцето се верува за праведност. Затоа спасоносната вера е продуктивна, таа дава добри родови. Во што е продуктивна спасоносната вера?
Кога во нечие срце се роди вера, таа раѓа едно бебе што се вика љубов. И тоа љубов кон Христа. Верата во Христос раѓа љубов кон Христос. А истовремено љубовта кон Христос раѓа послушност кон Христос. Во тоа се состои продуктивноста на спасителната вера. Еве библиски цитат. 1 Петрова 1.8. Кога Христа не гледајќи го љубите и кога сега не гледајќи го, но верувате, се радувате со неискажлива и прославена радост. Секој верник го љуби и верува Христос. Прво го верува, потоа го љуби, а не може човек да го љуби Христа ако прво не го верува. Во Евангелие според Јован 14 глава, Господ Исус вели: ако имате љубов кон мене, држете ги моите заповеди. Ете, тука е послушноста. Значи, ако имате љубов кон мене, бидете ми послушни. Според тоа, христијанин е оној човек кој го верува својот Господ Исус Христос, го љуби и го слуша. Апостол Павле во 1 Коринтијаните 16 вика: ако некој не го љуби Господ Исус Христос, да биде проклет, а Мараната. Овде не вели ако некој не го верува, ако не го љуби, бидејќи ако љубењето на Господ Исус Христос и верувањето, вистинското верување, тие се практично едно со друго поврзани. Тој што нема љубов за Христа, тој така и нема ни вистинска вера. Исто послушно да се спомнува во Евреите 5 глава. Усовршавајќи се, тој стана причина за спасение на сите кои го послушаа. Значи го послушаа. Значи верата, љубовта и послушноста се нераскидливо поврзани. Ако забележиме отсуство на една од овие особини, тоа е знак дека го нема ни другите две. Но добро е да знаеме што е причина, што е последица. Зашто ако ова не го знаеме, пак може да се случи некој да го учи грешникот: ако ги држиш Христовите заповеди, ќе се спасиш. И тоаш грешникот се труди да се спаси со дела на законот, што не е возможно, бидејќи никој не може да го одржи, да ги одржи заповедите до крај и идеално. Апостол Павле рече: ако да дадам и телото да ми изгоре, ако љубов немам, ништо сум. На тој начин спасоносната вера го предава целото срце на Христа. Затоа да се верува во Христа и да се биде негов ученик е неодвојиво. Во големата заповед вика: направете ученици од сите народи. Господ Исус им рече на апостолите кога ги собра: направете ученици од сите народи. Значи, не направите само по име христијани, него да бидат ученици, мои ученици. Затоа Исус како Спасител е неодвоив од Исус како Господ. Исус Христос и Спасител и Господ. Мора да ни биде и Спасител и Господ. Не може да ни биде само Спасител, а не Господ. Секој кој го прима Христа како Спасител и Господ, ќе се сложи со ова тврдење. Луѓето кои немаат спасоносна вера радо го слушаат првите две својства на верата, но не и оваа третава, да го предаат целото срце. Дали нашата вера ги раѓа овие две деца: љубовта кон Христа и послушноста на Христовите заповедови? Кој го верува, тој го љуби, кој го љуби, тој го слуша. Ако го нема послушноста, таквата вера е ѓаволска. Господ Исус Христос неколку пати кажа така наречени тешки беседи во Евангелијата.
го представи патот на спасението како многу сериозен. И му рече на луѓето, кој ги ставил рацете на плугот и се обзрнува назад, тој не е достоен за мене. Што значи да ги ставиш рацете на плугот? Кога треба да се изора една нива, треба да земеш плуг и плугот се држи со двете раце. Како волано што се држи. И треба да управуваш. Напред оди живинчето што влечи, било да е вол или дзевгар волови, или конј, и треба да го управуваш, да не скрени лево-десно. Браздата ќе се искриви и нивата не биде изорана. Ако се завртиш назад, отиде браздата криво или животинчето трча да најде зелена трева. Денеска не се ора со животни, се ора со трактор. Меѓутоа, ако се завртиш назад, тракторот може да оди во ендек и мнозина погинале возејќи трактор што се преврти. Или друго некоја илустрација, например, Господ рече на луѓето кој сака да гради кула, а нема доволно материјали и пари, нема да изгради, ќе најде на подсмев од луѓето. Четврт пример, Исус рече, кој ги љуби мајка и татко повеќе од мене, не е достоен за мене. Значи, ова не значи да ги мразиш татко и мајка. Напротив, треба да ги сакаш. Но Господ Исус треба да го сакаш повеќе. Значи, сите новообратени луѓе, поготово ако се помлади, го осетиле ова. Ќе осетат едно непријателство од своите најблиски, своите родители, но треба да издржат и да останат во верата. Не за атерна мајка и татко да се откажат. Ова го рече Исус Христос кога еден човек му рече, ќе дојдам по тебе, ама пушти ме да го погребам прво мојот татко. То значеше не дека татко му е умрен, ќе го погребе, него да живее со татко му, да му служи додека да умре, па после ќе го следи. А Господ рече, кој љуби мајка и татко повеќе од мене, не е достоен од мене. Понатаму во една прилика рече, кој не се откаже од се што има, тој не може да биде мој ученик. Кој не го земе својот крст и не верови по мене, тој не може да биде мој ученик. Ние знаеме од историјата дека мнозина христијани си го дале својот живот за Христа. И на крајот да дадеме еден краток заклучок. Ако човек не е спасен, тој стои под Божиот гнев. Ништо не може да понуди на Бога за оправдание. Единствено што може да направи да го прими Христа преку вера. Со тоа да го прими сето негово богатство и придобивки. Тој ја остави небесната слава која имаше кај таткото, се утелотвори во утробата на една девојка Марија, се роди, живееше свет живот, безгрешен и умре на крстот како заменска жртва за гревовите на луѓето. Се разбирано само оние што веруваат во него, што го примат. Беше погребан, на третиот ден воскресна. Потоа се воздигна на небото, седна одесно на таткото и се моли за нас. Тој на крстот го претрпе проклетството за нашите гревови. Извојувал за нас совршена праведност и ни ја подарува. Тој ни опростува сите гревови и може да не избави од замката на гревот за која сме врзани. Секој човек може да го прими само со вера. Примајќи го, тој прима се што е негово. Кој сака да се обрати на него и да го прими, треба да се обрати со молитва, како цариникот. Боже, биди ми милостив мене грешниот. И се разбира, ако сето тоа вистински го верува, тој ќе го даде, сето тоа ќе се одрекне од се и ќе го следи Христа. Дали свати дека без Христа си целосно загубен? Ако се тоа го сваќаш како некоја теолошка расправа, ти си на опасен пат. Секој кој е без Христа треба да
се тресе од страв. Тој се наоѓа под страшниот Божи гнев кој може секој момент да се истори на неговата глава. Тоа што си досега жив е чиста Божја милост. Никој не е сигурен која ќе му зачука смртта на вратата, без разлика дали е млад или стар. Војните што се водат во светот може да дојдат и кај нас. Може би твојот разум се буни против овие тврдења, но совеста се буни против тебе и те уверува дека ова е вистина. Немој да се противиш на Светиот Дух кој ти говори преку твојата совест. Ти си Божјо створење и затоа си одговорен пред својот Творец. И секако ќе излезеш пред Божјиот суд. И ако немаш Христа, ќе бидеш фрлен во огнено езеро. Всушност, вечниот пекол, од каде нема излегување. Колку е тоа страшно. Секое тело кое се положува во гроб еден ден ќе воскресне. Кога човек умре, душата му оди во еден привремен затвор, греците го викале Хадес, Хад, Адот, фактички, и ние го викаме истовремено и пекол, но тој не е се уште крајниот пекол. Тој е како да речеме шутка, таму истражен затвор, привремено се осудените, после на крајот кој ќе се оформи го целосната пресуда, ќе го стават во Идризово. Така треба да си го сватиме. При воскресението, таа душа ќе се спои со воскресатото тело и тој пак како грешник ќе застане на Божиот суд, како воскреснат грешник. И ако не е измиен со Христовата крв, нема да добие простување, ќе биде фрлен во огненото езеро. Денеска е ден за спасение. Прими го Христа денес, утре може да биде касно. Денес има спас, бидејќи на Бог толку му омиле светот што го испрати својот возлюбен син, така што секој кој верува во него не погине, но да има живот вечен. Како можеш да се спасиш? Верувај во Господа Исуса Христа и ќе се спасиш. Амин.